Проширените доградени и надградени спратови и тераси на станбените згради нема да може да се легализираат со новиот закон. Целта била да се стави крај на непрописното градење и да се задржи отпорноста на земјотреси на старите градби. Зборуваме во делот на А2 станбеното домување. Исклучуваме секаква можност. Тоа е, видете, значи станува збор за предлог на закон. Пак сакам уште еднаш да потенцирам. Сакаме по секој можност, во секоја можност да избегнеме било каков своевиден проблем кој што би се јавил. Имаме примери и соседството и секаде. Министерот за транспорт Сугарески не исклучи дека ќе се легализираат објекти во национални паркови и заштитени подрачја. Сепак вели секој може да поднесе барање, но тоа не значи дека ќе биде прифатено. За да добијат правен статус овие градби, треба да добијат согласност од повеќе институции. Охридскиот регион не се исклучува целосно од законот. Сугарески напомена дека нема да се легализираат објекти во делот што е под заштита на УНЕСКО. Правен статус можеле да добијат исклучиво градби кои представувале функционална целина до октомври годинава и кои според направените студии не ги загрозувале препораките на УНЕСКО. Прво, не случајно во законот, тука го имаме предлог на законот, можеме и да го видите после, не е случајно. Не мислење, туку секаде стои во законот дека се прибавува согласност од институциите. Како што, например, беше за Охридско-Стручкиот регион во дело на плановите. Кога се носеа, се имам мораториум таму, меѓутоа предходно, пред да го одобри Министерството за транспорт и да го даде на Советот, даваше мислење комисијата при ЮНЕСКО. Така и овде исто. Значи станува збор за објекти каде што согласност мора да биде прибавена. Без таа согласност нема да може да се легализира објектот. Оние кои веќе почнале процес на легализација според постојниот закон ќе плаќаат 1 евро за квадрат. Барања ќе може да поднесуваат и оние што поради некомплетна документација биле одбиени првиот пат. Сепак наместо 1 евро за квадрат, сега по новиот закон ќе треба да платат 150% од комуналиите. 6 месеци е рокот за поднесување барања и уште толку за приложување на документите. За инфраструктурни објекти пак ќе се плаќаат 10 евра за метар квадратен. Сугарески тврди, дивоградбите може да се решат или со легализација, или со рушење. Рушењето и казните биле под надлежност на инспекторите, односно општините што треба да донесат такви решенија. Досега според постојниот закон легализирани се 245.000 градби од 430.000 поднесени барања.